Тропски горештини, препораки за заштита од нив, почест престој во природа, крај водите, во сенките на дрвјата. Ова се карактеристиките на овој период од годината, кога температурите се приближуваат кон 40 степен. Во обид да се обезбеди свежина, често не размислуваме за последиците од нехигиената која ја има во природата. За среќа, годинава имаме чисти површински води, контролирани дел од базените, квалитетна вода во изворот Бањиче. Последните анализи од водата, од природната минерална вода, од местноста Бањиче кај кривината и до самата река покаже дека одговара за пиење. Меѓутоа, морам да напоменам дека водата, природната минерална вода што е доле кај реката е сосем различна од таа што е кај кривината. Кај кривината е минерална вода умерено богата со минерали и не ја препорачуваме да се конзумира во големи количини. Препорачуваме 2 до 3 чаши на ден. И исто така, да се консумира на самиот извор. Да не се прават залихи, да се земат со гајби и да се носат дома, каде што после 24 до 48 часа може водата да биде секундарно контаминирана. Што се однесува до водата за пиење доле до самата река, таа знае може да се консумира кога е микробиолошки исправна, затоа што знае да варира од време на време. Може да се конзумира во поголеми количини, затоа што таа повеќе е обична вода отколку што е минерална вода. Бањиче и Кале се најчестите места каде се бара освежувањето, но неретко, најчесто децата, спасот од жештините го наоѓаат во реките. Пена, Вардар, Беловишка, Бистрица се со добар квалитет. Реката Пења на наше изненадување е по микробиолошки карактеристики спаѓа во втора класа, што значи дека реката Пења во местноста Бањиче може да се користи за бањење и за рекреација. За разлика од други години, кога беше 4 или 5 класа. Многу интересно е што и во долниот дел на Тетово, на излезот од Тетово, реката Пења по микробиолошките критериуми од втора класа. Но затоа по кислородниот режим е во 5-та, дури и вон класа. Што значи тоа? Тоа значи дека имаме иако имаме микробиолошки од втора класа, имаме органско оптоварување на водите. Во оваа сезона е кога органските ѓубрива од дома, зеленчук, овошје, најверојатно се фрлаат, а и самите капачи се придонесуваат да во долниот тек на излезот од Тетово е покислороден режим во 5-та класа. Реката Вардар исто така е и на влезот и на излезот од општина Тетово по микробиолошки критериуми во втора класа, меѓутоа по однос на органолептичките критериуми и по однос на кислородниот режим е некаде 3-та или 4-та класа на излезот. Реката Бистрица и Беловишка река по микробиолошки критериуми се 1-ва класа. Што значи дека може да се користат и како и вода за пиење, но реката Бистрица поради зафатите што се вршат сега со изградба на мини хидроцентралите, по органолептичките критериуми спаѓаат во 5-та класа и стандардно и Беловишка река и Бистрица имаат малку поголема алкалитет, така по степен на киселост се во 3-та класа. По сите останати параметри, посебно морам да нагласам по кислородниот режим, се од 1-ва класа. Во регионов има и 7 базени. Тетовскиот центар за јавно здравје контролира 3, во Брвеница, Челопек и Сиричино. Резултатите од таму се добри.